И сега е време за оној опуштен дел од нашето утринско дружење, нашиот вторутрински гостин кој веќе го најавивме од рано наутро, холанѓанец кој се влюби во Македонија и тука го прави едно од најубавите кафиња, кое што можеби ќе имаме ексклузивна можност да го пробаме и ние овде во студиото. Голем поздрав за Джери Кандров. Добро утро. Добро ни дојдовте. Така, се за прво се влюби во Македонка, а потоа во Македонија. Ете така, тоа е редот, тоа сакав да го слушам. Таа убава Македонка ни е тука во студиото и ќе ни биде улога да на преведувач и да го раскажат нивниот бизнис, кој што веќе по долги години го развиваат тука во нашата земја. И ние македонците имаме можност со еден од најубавите производи да се запознаеме. Така е. Вие во студиото ни донесовте и дел од вашиот асортиман. Вие всушност имате и печилница за кафе, така? Го мелете, го обработувате и го печете кафето. Да, значи од почеток до крај. Така, ова е буквално целото студио мириса на кафе. Ова е тазе мелено од пред 20 на минути и мислам дека ќе го пробаме. Сакаш да се увериме во овој прекрасен вкус и мирис кој навистина опива. Така е. Јас го уклучив во интерес на времето да го пробаме додека да го пренесеме вкусот. Без шекер, веројатно, така нели? Да, најубаво без шекер, бидејќи тоа има веќе бидејќи е свежо, има малце и шекераст вкус на крајот кој ќе го пиеме, да. Прекрасно. Джери, што те донесе во Македонија од Холандија? Wat heeft jou hierheen gebracht? Het eerste wat ik toen we elkaar ontmoetten, ik werkte bij Radio Alsmeer als een DJ en geluidstechnicus. Той работеше во радио Алсмир и беше тој техничар во радиото и таму ние се запознавме. Не знаеше за Македонија во тој момент многу. En toen kwam jij binnen gewandeld. И тогаш јас исто бевме доброволци двајцата и таму се запознавме. Ik was meteen verliefd. Одма се влюби во неја, вика. Јас уште кога ве видов двајцата, за Джери знаев како изгледа, за вас не. Реков, толку сте слични како брат и сестра. Фала ви. Можеби со тек на време и наликуваат луѓето еден на друг. Можеби. И карактерите, можеби и ликот, така да... А можеби и си се бараат такви луѓе, така, што малку се слични. Знае Бог што прави. Меѓутоа, одлучивте во Македонија да направите еден бизнис што нема такво нешто, печилница за кафе и свежи кафиња да се приготвуваат. Кога стартуваше Джеронимо Кофи, тоа е специализирано кафе за, нели, имате и простор каде што се продава и каде што можат да ги вкусуваат во текот на целиот ден. Да. Wanneer ben je gestart en hoe ben je op het idee gekomen om in Macedonië iets te doen? 15 jaar geleden ben ik gestart. Ik was eigenlijk altijd op zoek naar de juiste koffieboon. En we hebben best wel wat gereisd. Го барав правото зрно кафе. En op een dag dacht ik van, ik ga het zelf branden. И на еден ден мислеше јас сам ќе почнам да го печам кафето. En zij dacht dat ik een grapje wilde maken. Да, јас навистина мислев дека тој се шали и си викам како може сега дома да печеме кафе, немаме можности, нели? Tot ze op een dag thuis kwam en да. Ik was koffie aan het branden. Да, и јас доаѓам дома и тој веќе некоја мала печилница купил, што ја собираше во нашата градина, во шупата на нашата градина. И така, одедно почна друго. Ja, en toen kwamen de buren van, wat ruiken wij? Да, комшиите кажа, многу убаво мириса, вика, околу вашата куќа, нешто да не печете, вика, по македонски стил или нешто. Не, ние кажавме, ова е кафе. И... Kunnen we het kopen? En vrienden kwamen thuis en die vroegen haar van, ja, wat een lekkere Сака koffie, waar komt die vandaan? Не знаевме дали ќе може да испече толку, бидејќи се пече некогаш само по 250 грама. Daar vonden ze het in de keuken, of in de schuur eigenlijk. Да, и одедно друго дојде и после тоа, mag ik nu even verder even een beetje het verhaal vertellen? Го прашам дали можам јас понатаму да кажам што, како се случи. После тоа, као на шала, купи поголема печилница, па уште една поголема, ова се работи сега во 10 години, нели? И тоа му дојде на Джери како терапија, бидејќи пред тоа имаше малце некои тешкоти со телото. И повеќето пријатели почнаа да купуваат, така да синот наш е програмер, он ни изгради вебсайт, вебшоп, па почнавме на мало така да продаваме преку вебшоп. И потоа инсерти, да.
Да, потоа се прошири тоа малце и така дојде до еден бизнис во Холандија. Благодарам. Многу убаво сте го свариле, бидејќи кремата на кафето е исто многу убава. Тоа е исто дека е и свежо, бидејќи кога кафето не е свежо, нема ваква крема убава над него. Така да, браво. Нема потреба да го доближувам, затоа што буквално не опи, навистина се мириса на кафе. Едве чекам малку да се подолади, јас го сакам поладно. Но носите и некој филџанче, гледам тука. Да. Во вакво се служи турското кафе? Во вакво се служи еспресото, поготово и дуплото еспресо, бидејќи овие шолји имаат подебела, македонскиот ми е мене некогаш тежок, подебела конструкција имаат и го држат кафето потопло, за да може да се пие топло, да не се оладува, бидејќи еспресото се пие колку потопло, толку подобро. Така, дали има ете тоа што кажавте, подебела конструкција, потенка, вкусот на кафето се менува? Се менува бидејќи многу побрзо се лади кафето тогаш и кога се лади кафето се менува и вкусот нормално, да. Така. Ќе продолжиме со вашата приказна, што имаме тука друга? Што е ова? Wat is dat? Dit is de Papua Nieuw-Guinea. Ова е Папуа Нова Гинеја. Кафето доаѓа од таму. En het leuke is dat er zijn daar alleen maar hele kleine koffiefarms of plantages. Таму има само многу мали плантажи En sommige hebben во maar Папуа. 10 tot 100 kilo koffie in een jaar wat ze produceren. И некои продуцираат само 10 до 20 кила кафе во годината. Тоа е многу малце, значи ексклузивно. En er is een christelijke organisatie die eigenlijk, dat is MAF, Mission Aviation Fellowship. Die vliegen met kleine vliegtuigjes om de bevolking te helpen. Многу мала организација лета со авиончиња таму за да им помогне на луѓето таму што живеат. En die halen eigenlijk bij die dorpjes halen ze de koffie op, de koffiebonen. En dan И во worden ze тој bij elkaar момент gebracht. го собираат кафето околу тие села и во тие селцата и така им прават на луѓето промет и ги спасуваат фактички за да можат да преживеат. Така, ова е во зрна исто и ова се меле, а го добивате како печено? Го набавувате од специјални... Не, го добиваме... Ова е тоа? Да, ова е истото, ова се зелените зрна. Нака може да покаже и камерата. Ова се зелените зрна, хрунебоуне на холандски, и вака стигаат во големи вреќи од 65 до 80 кила. И потоа, ја kan nu een demonstratie geven van de... Какво е кога ќе се свари? Да, ова е кога ова се зрната, бидејќи најубаво е да се меле кафето пред да се консумира. Тогаш е најсвежо. А како ја добива оваа боја? Бојата се става во печилница, значи кафето, и го печеме, значи зелените се ставаат во нашата печилница, можете да дојдете да видите, кај нас е отворено тоа, можете секогаш да дојдете да видите како го печеме кафето. И излегува ова се става во мелницата, зависи каков апарат имате дома, значи, и од мелницата го консумираме. Така. Сега, го отворивте Джеронимо Кофи. Со оглед на тоа... Да, со оглед на тоа дека веќе 10 години постоите, се наоѓате во аеродром. Да. Стартуваше од мала идеја, од... Да. Буквално од ништо направивте нешто. Сега имате успешно развиен бизнис и македонците пијат убаво кафе. Што најчесто бира еден македонец кога ќе дојде во Джеронимо Кофи? Wat kiest de Macedoniër het meeste als ze bij Geronimo komen om te drinken? А што сакате вие, каква култура да наметнете? Met onze houseblend koffie. Počna со нашиот houseblend. In het begin was het een beetje moeilijk om mensen uit te leggen wat is specialty koffie. И тешко беше да им се објасни што е specialty кофи, дека ние бевме едни од првите што навистина и тука го печат. En na de hand begon ik ze eigenlijk. Ik praat heel veel over koffie, ik leg heel veel uit, ik leg heel veel over de koffies uit. Јас многу сакам да зборувам за кафе и јас се им објаснував додека не почнаа да пробуваат и други работи. En nu maken ze eigenlijk een reis door mijn koffie en eigenlijk door de wereld om van elk land een koffie te nemen. Кога пијат кафе, патуваат низ светот, вика, бидејќи секоја сабајле сакаат ме прашуваат
кое кафе да го земам, значи у кој дел на светот се наоѓам денес. Met koffie blijf je eigenlijk op een reis. Je gaat alle landen af. Со кафето патуваш. Je hebt verschillende Вкусот ве koffies. носи некаде. Да. En да. daarna dan ga je nog een keer door een reis van smaken door de koffie heen. А после тоа исто ги осеќаш и вкусовите на кафето. Значи правиш патување низ вкусовите на кафето. Als je nu kijkt naar een kopje en je weet wat er gebeurt in het kopje Ако met de знаеш koffie, што се случува во оваа шолја, вика, dan додека ontdek je alle soorten smaken. Dus може да ги откриеш сите вкусови на кафето. Dus Ja. als wij een espresso bereiden, Ја dan му gaat, blijven praten. dan gaat de eerste 10 millimeter, of 10 Espresso тоа milliliter ќе of се seconden, dat zijn een beetje de pravi smaken met prvite chocola 10 en secondi. hazelnoot en andere stofjes. има на чоколадо, на Het лешник. tweede, dus dat is het hart van de koffie. Вториот дел е срцето на кафето. Dan ga je naar de body, dat is het midden, dat zijn de volgende 10 seconden. Средината е Dat, вторите 10 dat zijn de секунди. suikers in de koffie. Тоа е телото на кафето, тоа е шеќерот што го има во кафето. En daarboven krijg je dus In zeg maar najgornijot de sloj? crema. Е кремата. En de crema bestaat uit eigenlijk olie en Таа постои од carbon, масноти zeg maar и CO2, wat ook in de kolen zit, de CO2. bubbeltjes. Maar het zijn 3 lagen. значи сите тие три слоеви. Dus als je een lepeltje neemt en je gaat niet roeren, maar je gaat heel langzaam gewoon 3 Да, keer ако со omscheppen, лажичката не мешате, туку ако вака правите низ еспресото, можеби ќе Dan ви leg се je- деси на вас. dan leg je een beetje koffie hier op het randje, И го ставите тука кафето на zodat Врвот? на врвот, да, Ja, zodat- ови. de temperatuur van het kopje ook een beetje de temperatuur van de koffie aanneemt. En dan drink je en dan Додека ervaar je gewoon температурата een се hele nieuwe изедначи wereld. со кафето и со шолјата. И кога ќе го пиете кафето, вика го осеќате целиот свет. Ама тоа треба да сте значи свесни за тоа многу. Met koffie ben je eigenlijk altijd op reis. Да, со кафето си секогаш по пат. Ова е многу интересно, Сузан. Анатомија на кафето имавме. Анатомија на кафето, да, така е, Браво. така е. Така, македонско утро знаеме како изгледа, но како изгледа едно холандјанско утро со кафе од Джеронимо кофи? Hoe ziet een Nederlandse ochtend met Geronimo koffie eruit? Разлика има ли во Ja, културата? ja, het is vaak In de een bij het cultuur. ontbijt. Dus het gezin komt samen, Почесто се работи со broodjes worden gesmeerd, се de koffie практикува wordt gedronken. при доручекот, се мачкаат лепчиња, значи на многу едноставен начин е тоа во Холандија, малце путер, едно кошкавалче и тогаш се пие кафе. Тоа е холандското. Заедно со пиење доручекот? кафе. Заедно со доручекот, да. Вакво кафе, турско? Холандјанско. Холандјанско. Het is meer filterkoffies. Филтер кафе. Во Холандија се практикува многу филтер кафе и во Capsules. Да, во последните години капсули и во последните години исто повеќе зрна. Значи, самиот апарат го меле зрното и го става во тој момент од мелницата доле. Така, во интерес Да. на времето, само што ова да Да. ве прашам. Кога ќе ви дојде клиент што прв пат влегува во Джеронимо кофи, сигурно после денешниот разговор ќе дојдат, Geronimo кофи. што ќе му препорачате, не знае од големиот асортимент што да одбере, кој прво кафе би му го предложила? Wat zou je dan aanbieden? Wat zou je Зошто да дојдат во aanbevelen? Джеронимо? Als ze eerst komen, en ik Кога herken прв dat, пат ќе dat ze de дојдат, eerste keer komen, dan и јас geef ќе ik ги ze eigenlijk препознам дека они се een прв пат rondleiding тука. door het café Тогаш прво ги зимам во кафе-барот и во печарата ги naar de носам. branderij. Ja. Ги носам вооколу да видат што се дешава во целиот простор за да знаат. En wat ik ze nu ook Kooi vertel, daar ben ik echt wel trots op. We hebben er nu, we zijn de eerste in Macedonië. И We сега hebben исто een им nieuw кажувам, бидејќи сме waterfiltersysteem. многу горди со тоа, имаме нов филтер wij систем на nemen водата. Alles uit het water via osmose, dus chloor, Ние PFAS, се вадиме од водата, mineralen. хлорта, минералите, се вади преку Calcium. тој филтер. И после тоа En daarna dan voegen wij eigenlijk weer Dodavаме mineralen terug uit de Zweedse berg terug in het минерали од water. шведските Met calcium en planini. magnesium. En het geeft een smaakexplosie van Да, in и het тоа kopje. дава многу убава експлозија на вкусот на кафето, бидејќи водата е многу убаво филтрирана и се додадени после тоа пак минералите. Dus wij gaan net dat stapje verder Met met de wie? koffie om echt die smaak en ook uit respect naar de koffieboer wil ik gewoon echt dat het gewoon. Да, тоа исто. Ik ben op zoek naar de beste koffie in de wereld. Јас го барам најубавото кафе во светот и сакам да селаните што го продаваат кафето да се горди дека нивното кафе искача со толкова вкус во една шолја кафе.
Јас сакам да поставам едно прашање, ако може, бидејќи гледам дека многу сте во упатени во темата и со таква љубов и страст зборувате за кафето и двајцата. Je hebt heel veel passie voor de koffie. Да, може ли да ни кажете, да ни откриете каде е најскапото кафе во светот и кое е најскапото кафе во светот? Wat de duurste koffie in de wereld is? Jamaica Blue Mountain. Jamaica Blue Mountain en En de Jamaica ijskapota. Blue Mountain is ook heel erg lekker in combinatie met een, Тоа е ik denk многу met de убаво Macedonische во- geitenkaas. Тоа е многу би било убаво, најубавото кафе би било со комбинација со македонскиот козјо сирење. Таа комбинација би била најубаво со тоа кафе. Тоа е најскапо. Ја. Благодарам. Кога холанѓанец ке дојде тука во Македонија, што прво би му рекле дека е најдобро и најубаво од Македонија и да Als een посети? Nederlander hier komt, wat zeg je dat hier het leukste is om te bezoeken in In Macedonië? Macedonië. Ik denk- Освен Джеронимо кофи. ja, ik heb een heel speciaal plekje. Dat is voor Ja, mij, dat si is imam eigenlijk een specijalno beetje mesto. cliché. Dat is Kaneo. Малце е клише, ама тоа е Канео, црквата на Канео во Охрид. Dat vond ik heel Da. indrukwekkend eigenlijk toen ik hier, eigenlijk ik was 21 Тоа му dat дал ik hier voor de многу eerste голем keer kwam. впечаток кога на 21 година он Ja. дошол тука во Македонија. Ik Од denk dat het 21 година сте тука. Да, ние сме тука 21 пред он кога беше 21 година тоа го видел прво, инаку ние сме тука веќе 35, 6, 7 години доаѓаме во Македонија. Толку сме и заедно уствари. Да. 35 години. Ние сме 36 години заедно, да. Премногу, Джеријас. да, премногу сте млади за толку години да сте заедно, но навистина Да. одлично функционирате. Фала Уште ви многу многу. години успешен бизнис, ке се обидеме да дојдеме и директно во Да. Добродојдени сте печалницата. секогаш, да. Бидејќи такво нешто не постои во Македонија и навистина сте атрактивни за гостување и сакаме да ја запознаеме македонската јавност со се што работи Джеронимо од И близко. доколку би дошле, можам да ви дадам како совет дека ќе ги запознаете и тие наши гости што ни доаѓаат исто секој ден и можете и нив да ги прашате зошто, на пример, тие доаѓаат кај нас. Се гледаме многу наскоро. Фала ви Благодарам. многу. Thank you. Благодарам многу, навистина беше пријатно да навлеземе и ние во оваа тема на кафето, а па сето тоа подкрепено со прекрасниот мирис на кафето кој ни го донесаа нашите гости, навистина е цело е кога има се, велат. Би посакала сите вие да го пробате ова прекрасно кафе, но верувам дека ако силно сакате и тоа и ќе се случи.